Добар ден, стартува ново во градот. Јас сум Јована Костадиновска и од денес ја почнуваме оваа нова работна недела во нов термин од 9 часот наутро па се до некоја минута пред 10 часот. Бидете со нас како и досега. Моите колешки се веќе подготвени, денеска ќе патуваме во Велес, во Охрид, во Штип. Со мене се Емилија Ничовска од Велес, Татјана Маленкова од Охрид и Билјана Иванова од Штип. Веќе можам сигурно да ви кажам и добар ден, затоа што исто како мене сте станале веројатно рано и сме се подготвиле за новото издание на Ново во градот. Стартуваме, поред идеме прво во Велес. Имено, сакам да започнеме да зборуваме за културата денеска. Еве овој прв ден од оваа работна недела. Ќе зборуваме со велешани, имено станува збор за уште една соработка на нашата држава од областа на културата, но овој пат станува збор за соседна Хрватска. Емилија ќе ни ги даде сите детали за каков настан станува збор и што се одржуваше всушност изминативе денови во Велес. Повели Емилија. Така, студио, најпрво да ви посакаме убав ден од овде од Велес. Зад нас е уште еден прекрасен и сончев викенд. Тие се оние денови кои инспирираат за успешен почеток на работната недела. Како што спомнавте веќе, сите љубители на културата овде во Велес имаа прилика да присуствуваат на концерт на хорска музика. Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот беше домаќин на овој концерт. Станува збор за хорови од Македонија и од Хрватска. Тие се веќе збратимени хорови со своји изведби и таму и сега овде во Македонија. Тие заедно изведуваат под мотото Мостови на пријателството. Јас предлагам да слушнеме за каква соработка станува збор од прилогот кој следи во продолжение. Под наслов Мостови на пријателството, градскиот мешан хор Вардар од Скопје, хоровите Звиезда Даница и Семпре Алегро од Хрватска одржаа концерт во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес. Ова е прв концерт на збратимените хорови во Македонија. Минатата година градскиот хор Вардар гостуваше во Хрватска. Соработката со гостите од Риека, значи хоровите од Риека, започна од 2015 година. Заедно со нивната диригентка Хелга на еден симпозиум во Загреб се договоривме да направиме размена со хоровите. Лани ние бевме таму. Сега овој пат тие ни доаѓаат тука и тоа во прекрасниот град Велес, град на културата. Репертоарот што Вардар хорот го изведе беше разновиден, значи користеше македонски фолклорни композиции, како и црнички спиритуали и оперски хорски numeri. Гостите задоволни од организацијата и пречекот, но и од убавините на Македонија. Па ја мислим да е овој концерт био предиван, прекрасан, едно лепо дружење, едно пријателство измеѓу ова два збора, измеѓу Македонија и Хрватске, кое смо ево прошле године покренули у Ријеци и Краљевици, а ове године наставили и надамо се да ќе оваква дружење, овакви концерти постати традиционални. Глазба е увиек спајала ljude svih nacija, nacionalnosti, jednostavno tu toga nema, svi smo isti, svi gledamo u istom smjeru, znači ništa nije bitno osim glazbe, ljudi, prijateljstva. Со истиот репертоар, трите хора одржаа концерти во Скопје. Одличен начин на разменување искуства, но и за запознавање на други култури, се разбира. Емилија, дека Велес ќе биде град на културата, имаш да ни најавиш и други настани всушност? Токму така, во Велес никогаш нема доста од културни избеднувања. Покрај овој концерт на хорска музика, исто така во идниот период продолжуваат и изведбите во рамки на Танцфест. Како што веќе знаеме, Танцфест овде во Велес се отвори со изведбата на стапнувајќи на земја од Скопје Танцов театар, потоа имавме едно гостување од националниот балет од Измир, Турција. Веќе утре е она трета изведба, имено гостува Бинту Дембеле Денс Компани. Тоа е странска танцова компанија кои доаѓаат од Париз, Франција, со изведба насловена како Стратес и истата е закажана за утре со почеток од 20 часот. Танцфест ќе биде затворен во четврток на 21 април со премиерата 4 чакони, исто така гостување на Скопје Танцов театар. Покрај Танцфест исто така продолжуваат и оние редовни представи од ансамблот на Велешкиот театар
И секако, она што е интересно да напоменам, во петок сите љубители на македонскиот фолклор ќе можат да уживаат во македонската песна, кога ќе се представи ансамблот на народни песни на Македонија Танец. Знаеме Танец што представува за Македонија, така да предпоставувам дека овде во Велес ќе се борат за карта плюс да ги проследат. Исто така ние овде во Велес остануваме да ги следиме случувањата на културен план и секако да ги известиме нашите гледачи за сето она што ќе се случува во наредниот период. Емилија, ќе ни известувате, да, ти благодарам, богата програма имате пред вас. Дали вие Велешани ги посетувате овие настани и каква е најавата за посетеност? Еве, убави настани има и во четврток и во петок, како што најави. Токму така, значи Велешкиот театар има навистина збиена агенда, еден исполнет репертоар и како што можевме нели да слушнеме од сето ова, репертоарот не се работи само за време и за викендите, туку буквално е полни за време на работната недела. Од мое лично искуство можам да кажам и јас како посетител, и од она што можам да го видиме дека театарот е буквално, може да се каже, па најмалку 80% исполнет секој ден за било кое случување, како и за овој концерт на хорска музика, исто така и за представите кои веќе неколку пати се репризираат. Овде и премиерата Старицата од Калкута, она е последна премиера на Велешкиот театар, таа ќе има уште една реприза на 28 април и секако цело време постои една голема заинтересираност ке Велешани, па верувам и дека имаме и посетители од страна со оглед на тоа што имаме еден прилично нов театар, нова театарска зграда, навистина нова сцена и луѓето уживаат да доаѓаат овде да го посетуваат театарот и нормално да има една културна едукација. Да, така е. Емилија, ти благодарам многу. Тоа беше Емилија од Велес. Ние најави богатата културна програма која што ќе имаат Велешани, а дека нашата држава соработува со соседните држави кога е во област културата. Уште еден доказ е меморандумот за соработка кој што го потпиша нашето Министерство за култура, чинам на 16 март оваа година со Министерството за култура од Црна Гора. Одлична можност не само да се разменат искуства, да се запознаеме со култури и нашите истакнати уметници да се представат во соседната држава, па и да ни гостуваат истакнати уметници од државите и кај нас. Кога зборуваме за културата, верувам дека во исчекување сите сме на престојното Охридско лето. На самиот старт веднаш ќе одам со прашање до Татјана, каква програма ќе нуди оваа година Охридското лето? Добро утро или добар ден, Јована, од прекрасниот Охрид. Јас вака би го започнала ова вклучување. Доколку Бог го создавал светот за 7 дена, 6 од тие 7 посветил на целиот свет, а последниот, 7-миот на Охрид. Ова парче рај зад мене го докажува сето тоа. Уште еднаш добро утро или добар ден од прекрасниот Охрид. А да, за културните настани Охрид секогаш имал и ќе ги има, посебно изразени во овој период од годината, значи почнувајќи од сега, па онаму некаде до крајот на септември, мада има и некој најави дека оваа година, благодарение токму на Охридско лето, ќе ги имаме тие културни настани преку текот на целата година. А сето тоа ни го ветува и театарот Охридскиот народен театар. Кога сме веќе кај Охридско лето, само да кажеме дека на 6 мај го добивме новиот директор, Оливер Арсловски е новиот директор на Охридско лето, кој што пред неколку денови имаше средба со охридските новинари. При таа средба немаше нешто многу да каже директорот, сепак знаеме како е, сега седна на директорската фотелја, сега и тој се запознава со она што досега го сработила досегашната директорка, но кажа дека чест и привилегија е да се биде прв човек на оваа најзначајна културна манифестација во нашава земја. Исто така потенцираше дека уште поголема чест е да се соработува со досегашните Гордана Јосифова Неделкова и Ѓорги Јолевски, селекторите на музичкиот и на драмскиот театар. Така да ние сме во контакт, имаме одлична соработка со Охридско лето и ќе ве информираме за се што се случува нова. Уште еднаш ќе напоменам најзначајна музичко-сценска манифестација во земјава. Јована?
Токму така, Татјана, ние очекуваме, еве, јас конкретно одвај чекам да дознам каква ќе биде програмата и кои истакнати уметници и оваа година ќе имаат можност да се запознаат со нашата држава и приубавиот Охрид. Повели, имаш да ни најавиш многу настани, интересни, па ќе идеме и веднаш и со прилог за црквата која што е за тебе, едно од најубавите места во Охрид. Верувам дека нема гостин турист кој што дошол во Охрид, а не ја посетил, но претходно да се запознаеме со ништо друго. Токму така, само уште еднаш ќе се навратам на Охридско лето, ќе кажам дека до овој период од годината обично ги знаевме барем отварањето кој ќе биде онај кој што ќе го отвори фестивалот или дел од програмата. Оваа година малку ќе причекаме, но и кога сме као Охридско лето би сакала да напоменам дека годинава оваа манифестација ќе биде под знакот и под закрилата на Свети Климент Охридски. Зошто? Годинава се навршуваат точно 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Под покровителство на председателот на државата на Република Македонија Ѓорги Иванов веќе се направени плановите, значи под покровителство на председателот, а во соработка со Македонската православна црква, со МАНУ и град Охрид. Многу манифестации ќе имаат токму посветени на Свети Климент Охридски. Јас предлагам, Јована, прво да го погледнеме овој прилог, значи точно ќе ви прецизираме што ќе се случува од она што е веќе прецизирано и она точно што се знае. По конститутивната седница на Одборот за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, што се одржа во Скопје, со која председаваше председателот на државава Ѓорги Иванов и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, го одржа првиот координативен состанок со врвот на МПЦ и МАНУ со цел да се утврдат првичните содржини на централната манифестација на настанот, Свечената академија, што на 9 август ќе се одржи во Охрид. На работната средба присуствува поглаварот на МПЦ господин Стефан, митрополитот Дебарско-Кичевски господинот Тимотеј, председателот на МАНУ Таки Фити и академиците Владо Камбовски, Ѓорги Старделов и Цветан Грозданов. Општина Охрид, како што рече градоначалникот Никола Бакрачевски, максимално во рамки на своите можности ќе ги помогне сите манифестации од обемната програма кои се планирани да се одржат во Охрид. Интенцијата на организаторите пред се на МАНУ е да ги поканат на ова прослава, значи представниците на академиите на науки и уметности од не само од соседните држави, сите оние словенски држави, значи кои сте се врзани со ликот и делото на Свети Климент Охридски и светите браќа Кирил и Методи, и секако представници на православните цркви, значи кои што повторно ќе кажам се врзани со ликот и делото на Свети Климент Охридски. Така да претпоставам дека ќе имаме голем настан во август, односно поточно на 9 август, кога еден ден пред тоа е значи закажана и една ликовна изложба. Изложбата на фрески икони на академик Цветан Грозданов ќе се одржи во куќата на Уранија. Има иницијатива која произлезе од овогодинешното доделување на светската награда за хуманизам, а истата се состои во тоа што на малиот плоштад кај Долна порта ќе биде поставен споменикот на хуманизам во чија централна положба ќе зазема икона од Свети Климент Охридски, која ќе представува еден вид почеток на номинација на Охрид како лулка на хуманизмот. Како дел од одбележувањето се размислува и целокупната организација на Охридско лето да биде ставена под логото на одбележување на 1100 годишнината. И Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола со низа активности ќе се приклучи кон одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Што се однесува до нашиот универзитет, ние славиме 22 април како ден на универзитетот и дел од активностите поврзани со Свети Климент ќе добијат свое значење и на таа прослава, но она што Централна академија ќе биде поставена на нашиот универзитет, тоа е поврзано и координирано, ќе биде во текот нешто ден или два пред 8 декември. Една од активностите ќе биде преку нашето Укло FM, радиото кое што се слуша во регионот, но и преку веб стриминг и пошироко, да се читаат мудри мисли и извадоци или од житијата, а тоа ќе го прават студентите. Тие се оние кои што ќе ги припремат тие емисии. Предвидено исто така активност насловена како патека по стапките на Свети Климент, како изработка на поштенска марка со ликот на Свети Климент.
Татјана, ја споменавме Света Богородица Перевлепта, црквата за тебе преубаво место во Охрид. Вистина, не верувам дека некој дошол во Охрид, а не бил тука да ја посети таа црква, да се слика, има преубав поглед. Јована, само малце ќе те исправам. Значи, зад мене црквата Свети Јован Канео. Охрид е град на 365 цркви. Така барем велат, а и така стои во записите. Сите цркви од која поубава, сите цркви се посебни за себе и сите се посетувани. Значи, од година во година се истакнува посетеноста, значи се поголема и поголема посетеност на туристите, поготово во овој период од годината, кога не е период за плажа, би рекла, повеќе се користи за шетање, за расшетување на стариот дел и се фотографираат и се разгледуваат црквите и фреско живописите во нив. Денеска ќе ви доловиме за црквата Света Богородица Перевлепта, која што минатата година може да се каже дека беше една од најпосетуваните цркви. Се реставрираше фреско живописот во 2014 година, а годинава веќе се прават иконаци во близина на Света Богородица Перевлепта. Таа е во непосредна близина на нас денеска. Да го погледнеме и овој прилог. Почнувајќи од март па се до септември, голем број туристи ја посетуваат црквата Света Богородица Перевлепта. Уникатноста на црквата се градежните и сликарски фази од кои се издвојува фреско ансамблот, создаден во духот на палеологовската ренесанса од врвните мајстори Михајло и Евтихи. Секоја година ние имаме сезона од околу 9 месеци, континуитетно туристи имаме 9 месеци сезона. Од 9 месеци. Дури оние зимски периоди, јануари, февруар, во намален степен, ама нели знаете дека сите интернационални конгреси, делегации, било да се политички или религиозни, углавном се обавуваат во Охрид и така да континуитетно си имаме. Може би зимските 3 месеци помал број на посетители, но сепак живее. Попоска додава дека почнувајќи од 2001 година започнала со евиденција на бројот на туристи. Бројката од година во година оди во нагорна линија. Исто така потенцира дека уникатноста на иконографските модели, а ги има повеќе од 20-тина, е предизвик за голем број докторати да бидат полагани токму тука. Многу професори, византолози, институти од целиот свет, да не давам акцент на посебни, Франција, Русија, Америка, многу пати имат обавено магистратурски испит и докторати со комисија, со членови на професори во оваа црква докторираат точно на тие уникати. Ова мала црквичка представува света Библија со 10 поглавја кои имаат своја света легенда. Во цела Европа животот на Богородица најбогато е представен токму овде, додава Попоска. Инаку конзервацијата на архитектурата и фреско живописот во црквата започна во 2014 година, а паралелно започна и реконструкцијата на конакот, а во 2015 година започна и реставрација на камбанаријата. Татјана, кога е во прашање охридската вода, се отвараат прашања каков е квалитетот на водата. Еве и водата за пиење, а и езерската вода. Некои народски да кажем, ајде чуле, не дочуле, негативни искуства се случиле од водата и веднаш некое општо мислење дека не чини водата, дека не е убава водата во Охрид. Па сега сме во пресред на туристичката сезона. Ајде да им објасниме на сите граѓани, на сите идни туристи кои што ќе дојдат, каква вода пијат охриѓани, каква е водата за пиење и каква е езерската вода. Охрид од секогаш имал вода дали за пиење или капење од прва и на некои одредени места втора категорија. Јас, Јована, за ова најдобро да ви го објасниме, ќе го повика мојот соговорник, бромологот Саше Точков е веќе тука со нас денеска, кој што е еден од главните кој што може да ни каже со каков квалитет е охридската вода, дали уште еднаш ќе напоменам во водоводот кој што ја конзумираме за пиење или пак онаа во езерото. Добро утро и добар ден. Добро утро, поздрав на сите гледачи на Нова телевизија. Сакам да кажам дека Центарот за јавно здравје врши континуиран мониторинг на квалитетот на водата во градскиот водовод, во селските водоводи, но и во
водата од Охридското езеро и реките кои што се вливаат во Охридското езеро. Во текот на целата година земаме примероци на вода кои што во нашите лаборатории се анализираат, односно се врши физичко-хемиска и микробиолошка анализа. Оние податоци што ги имаме од првото тромесечие од оваа година за водата во Охридското езеро и реките кои што се вливаат покажуваат дека водата е со добар квалитет, нема некои посериозни индикации, односно загадувања на Охридското езеро. Очекуваме во предстојниот период каде што и контролите и мониторингот ќе го интензивираме со поголем број на примероци и по чести анализи, очекуваме дека квалитетот на водата ќе има известна деградација заради притисокот кој што ќе се врши од страна на реките кои што се вливаат и од страна на гости и туристи, но се надевам дека оној проблем кој што со години наназад тлее, тоа е колекторскиот систем, пумпните станици, дека со тек на време ќе се реновираат, односно ќе се направи соодветен сериозен зафат за истото да се занемари како загадување на Охридското езеро. Да напоменеме уште една, значи прва категорија знаеме дека е добра и за пиење и за пливање, втора категорија значи може да се користи за пливање, таа е со совршен квалитет. Така е, водите од прва и втора класа може да се користат за капење, спорт и рекреација, водите веќе од трета и четврта класа, местата каде што се трета и четврта класа, а тие ги имаме само во летниот период на местата каде што се вливаат трите реки во Охридското езеро, тие тука не може да се врши капењето, односно тие води се со соодветно пречистување може да се користат како технички води. Изумив да кажам дека водата во градскиот водовод, водата за пиење е исклучително добра, нема никакви загадувања, е здравствено безбедна за пиење. Во прва категорија претпоставувам. Тоа е здравствено безбедна, нема класифицирање на водите од градски водовод. Само во градот или што останува со оние селски водоводи? Со селските водоводи варијабилна е ситуацијата во однос на квалитетот на водата, затоа што имаме наназад години проблем со хлорирањето, односно со дезинфицирањето на водата, каде што дел од селски средини нема доволно количество на хлор или не го прават тоа како што треба, така да дезинфекционо средство често пати недостасува, што представува потенцијална опасност за одредени инфекции и загадување на водата, но интервенираме на време, ги известуваме инспекцијските служби и се врши навремено затворање на тој систем во селските средини. Така. Едно е сигурно дека поготово во овој период ќе бидете постојано на терен, ќе се испитуваат водата за пиење од јавниот водовод, ќе се испитуваат оние фонтани кои што ги има се повеќе низ Охрид. Тоа не е новина, значи имаме и многу фонтани во централното градско подрачје за сите оние кои што ќе шетаат тука да можат да се освежат во текот на летото, а ќе се испитува и водата за капење, би се рекла. Така е, нашите контроли продолжуваат поинтензивно и како и секогаш транспарентно ќе бидеме тука достапни за јавноста да ги кажеме вистинските информации. Така. Јована, дали може би имате прашање за мојот соговорник? Татјана, она што смирува е што водата постојано се испитува и се проверува и можеме да здивнеме сите оние кои што ќе го посетиме Охрид, па и го посетуваме постојано, дека водата во Охрид е А категорија. Ти благодарам многу, благодарам за ова утринско вклучување од Охрид, постојано ви се воодушевувам на убавината и те имате среќа да се будите во таа убавина во Охрид. Благодарам, се гледаме во следните изданија на Ново во градот во оваа работна недела со новите актуелни настани од Охрид. Поздрав и благодарности до соговорникот. Останете со нас, ќе направиме кратка пауза и се враќаме за кратко, патуваме во Штип. Моје име е Кенан Мандра. И јас сум с помоќ липосукцијска исхране успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик.
а денови на светската култура и во Штип. Билјана Иванова ни се јавува оттаму и ги има сите детали. Ајде, Билјана, кажи ни какви денови на културата ги очекува Штипјани? Добро утро, односно добар ден студио. Ве поздравувам вас и гледачите кои во овој момент се наоѓа на фреквенцијата на Ново во градот на телевизија Нова. Се јавуваме директно од местото на настанот каде вечер ќе се случува денови на култура. Во Домот на културата Ацо Шопов се наоѓаме каде финишираат последните подготовки околу настанот кој ќе се емитува овие неколку дена. Тоа беше се околу подготовките и најавата за тоа. Ќе разговараме со директорот на оваа институција како идеја потекна тоа што Штип е мултиетнички град и се испреплитува многу голем број на култури, така да идејата потекна од таму да се создадат и овие денови на култура. Повели Билјана да го видиме соговорникот за што ќе зборуваме и со која култура всушност ќе се започне во Штип. Со која култура ќе имаме можност да се запознаеме прва. Токму така, тука е и мојот соговорник, директорот на Домот на културата, господинот Миле Вретеовски, Центар за култура, и со кој ќе разговараме за тоа како дојде до идеја да се направат вакви денови на култура. Значи, традиција сакаме да прерасне ова, да направиме денови на светска култура по избор да представуваме различни светски култури. Решивме да почнеме со денови на турска култура од едноставна причина затоа што на територијата на општина Штип и општина Карбенци има негде околу 1500 жители кои што се од турска националност, и како што знаат и вашите гледачи, во Штип како универзитетски град има и доста студенти од Република Турција. И затоа решивме дека ова така наречена манифестација денови на светска култура и денови на турска да ги почнеме со баш турска култура. Како дојдовте до идејата тоа и што луѓето ќе проследат на овие денови на турска култура? Па идејата е да ги покажеме самите различности и самите сличности со македонската култура, а и луѓето да имаат можност да проследат и различни представи, различни поетски случувања, различни промоции на книги, изложби, различни уметници од други држави. Ќе почнеме со, уште вечерва гостува Турскиот театар. Мислам дека после некои 3 децении во Штип гостува Турскиот театар со представата Слуга на двајца господари. Потоа и пред представата ќе имаме и промоција на монографијата на Турскиот театар. Потоа утре следува представата Прометеј во режија на Дејан Пројковски на Турскиот театар, и потоа негде ќе се вклучиме со промоција на филмови и поетски разговори негде таму до 19 мај, кога е и денот на Кемал Ататурк. Што ќе има тогаш на одбележувањето на Кемал Ататурк? Знаеме дека оваа година се одбележуваат 135 години од смртта. Ќе ги вклопиме сите тие работи негде да финишираме на 19 мај. Ќе видиме таму, ќе биде еден осврт на неговиот живот во периодот во Македонија и ќе има и книжевни разговори. Добро, кажете ни, после турската култура, која друга култура ќе биде представена тука во Штип? Мислам да оставиме изненадување. Уште сме во преговори, но да не избрзуваме со изјави, ќе видиме. Наверојатно некој од соседните, да почнеме во нашата близина. Добро, студио. Дали имате прашање до мојот? Да, Билјана, имаме прашање. Добро, од оглед на тоа дека најавивме дека не очекува настани поврзани со турската култура и представување на турската култура. Еве со што се одликува турската култура? Со оглед на тоа дека и ние македонците сме биле 5 века под робство, што ние сме преземале од турците.
да речеме, пошто сме слични и двете култури? Токму така, Јована, јас само да ви кажам еден податок, дека тука турците во Штип живееле од левата страна на реката Отиње и околу 1900 година биле над 8700 турци кои живееле тука. Па се ќе го запрашаме директорот, што се различностите и сличностите околу турската култура и македонската и што ние имаме попримено тука во Штип од нивната култура? Различностите и сличности. Мислам дека имаме доста примено од турската култура, почнувајќи од говорот, доста зборови во самиот македонски јазик се со потекло турцизми, така да кажам. Самата кујна која што е овде и во Штип и во Македонија има доста примено од турската и ред други работи. И во музиката има примеси тоа. Кажете ми, турскиот театар споменавте дека нема гостувано повеќе од 30 децении. 3 децении. Кажете ни, зашто се однесуваат представите кои тие ги имаат подготвено и што да очекуваат гледачите од тие представи? Првата представа, морам да признам дека ја немам гледано, но е комедија која што е по текст на Карло Голдони и интересното во неа е дека ансамблот на турскиот театар игра на 3 јазика. На македонски, турски и албански. А втората представа која што ја имам гледано, тоа е Прометеј на Есхил во режија на Дејан Пројковски, е исклучително добра представа и мислам дека во последните неколку недели и месеци тие гостуваа широм Европа и освоја доста награди со таа представа. Сакам да кажам дека таму Селпин Керим брилира и би било доста интересно публиката ќе ужива во двете представи. И двете представи со превод на македонски јазик, така да представата не е ограничена само на публика која што го говори турскиот јазик. Исто така би сакала да искористам можности да ги поканаме и вашите гледачи да присуствуваат и на нашата премиера на новата представа на 22 овој месец. Студио? Билјана, со оглед на тоа што си започнати денови на светската култура во Штип, каква е посетеноста и дали со оглед на богатата програма која што ги очекува штипјани, па и сите неограничувачки со превод се представите, дали се очекува голем број на посетеност? Да, Јовано, од денес започнува првата представа на турската култура да се представи тука во Штип, бидејќи Штип нели е мултикултурен град на музиката и културата. Од денес, од 19 часот, ќе можат сите оние заинтересирани љубители на театарската уметност да ја проследат представата на турскиот театар од Скопје. По првата представа ќе биде Слуга на двајца господари, како што спомена директорот, така да се информации имаме дека доста карти се продадени и дека ќе има голема посетеност и заинтересираност од страна на штипјани и сите оние кои случајно поминале во Штип и слушнале дека ќе гостува Турскиот народен театар. Ти благодарам, Билјана. Штипјани започнуваат оваа работна недела со богата програма. Ти благодарам кога е во прашање, веќе искористам само уште нешто, кога е прашање културата, дали може да искористиме нешто да ни најавите плюс ново што ќе се случува во Театарот на културата? Токму така, за сите информации, тука до мене е најкомпетентниот кој ќе ни одговори на што во овој момент се работи и што може да видат љубителите на театарската уметност од театарот во Штип. Па како што спомнав малку пред тоа, еве на 22 имаме премиера на најновата представа на нашиот театар, тоа е представата Суд на Коле Чашуле во режија на Дамјан Читкушев, млад режисер кој што е по потекло од Штип. Доста интересна представа, доста интересен концепт режисерски и мислам дека публиката ќе ужива во самата представа. Следно кое што е во план сме и подготвување на една нова представа Кора од Портокал.
така да ќе има доста представи, ќе продолжиме и со гостување на други театри овде кај нас. Ние гостуваме на 25-ти на еден фестивал во Благоевград. Ќе има доста музички манифестации, доста книжевни, ликовни, така да ќе има публиката во Штип ќе има доста да ужива во културните збиднувања. Сакам да ве запрашам, бидејќи во Штип живеат и живееле многу власи. Дали има шанси штипјани да погледа нешто во денови на културата и од влашката култура? Да, се разбира. Нели ние тргнавме од тоа во мултиетничноста на Штип. Почнавме со денови на турска култура, понатаму се надеваме дека ќе имаме и денови на влашка култура, денови на ромска култура, па да продолжиме со соседните држави. Студио? Билјана, значи, токму така да дојдеме во Штип и да се запознаеме со различни култури. Ти благодарам многу, благодарност и до твојот соговорник. Го завршуваме првото издание на Ново во градот за оваа работна недела. Го сменивме терминот, но содржината не. Од утре во 9 часот наутро ве очекувам повторно на телевизија Нова и останете докрај со нас на нашата фреквенција, следуваат информативните изданија низ кои што ве води мојот колега Иван Лазаров. Останете со нас.